Евангелие според Матеј, 16 глава. Тогаш пристапија фарисеите и садукеите и искушувајќи го побараа да им покаже знак од небото. Тој одговарајќи им рече: навечер велите, ќе биде ветро, зашто небото е црвено. А наутро денески има невреме, зашто небото е црвено и матно. Лицемери, изгледот на небото умеете да го разпознавате, а знаците на времињата не можете. Род лукав и прелюботворен, бара знак, но знак нема да му се даде освен знакот на пророкот Јона. Па откако ги остави, си замина. И приоѓајќи на спротивната страна, учениците негови заборавија да земат леб. Исус им рече: внимавајте и чувајте се од квасот фарисејски и садукејски. А тие помислија во себе и си рекоа: тоа е што не зедовме леб. Но Исус ги разбра и им рече: маловерни, зошто мислите во себе дека не сте зеле леб? Уште ли не разбирате и не помните за 5 леба на 5000 души и колку кошеви собравте? Ниту за 7 леба на 4000 души и колку кошници собравте? Како не разбирате дека не за леб реков: чувајте се од квасот фарисејски и садукејски? Тогаш разбраа дека тој им беше рекол да се пазат не од лебниот квас, току од учењето фарисејско и садукејско. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: што велат луѓето за мене, синот човечки? Тие одговорија: едни дека си Јован Крстител, други Илија, а некој Еремија или еден од пророците. А тој им рече: а вие, што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. А јас тебе ти велам, ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата ќе биде сврзено на небесата, а што ќе разрешиш на земјата ќе биде разрешено и на небесата. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Исус Христос. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците, и да биде убиен, и на третиот ден да воскресне. А Петар го повлече настрана, почна да го одвраќа велејки: биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Но тој се заврте и му рече на Петар: бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Тогаш Исус им рече на учениците своји: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека ме последува. Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби, а кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Зашто каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец, со ангелите своји, и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт, додека не го видат синот човечки како доаѓа во царството свое.